Во делот на културата следната година ќе има повеќе нови објекти. Прво, готов е проектот за драмскиот театар, така што некаде во текот на јануари ќе се објави тендер за изведувач, за градба на драмскиот театар Скопје. Второ, во јануари веројатно ќе се објави и оглас за изнаоѓање на и јавно-приватно партнерство за театарот комедија. Доколку тоа не успее, тогаш ќе се оди и таму со градба од страна на државата. Трето, објектот кој што треба да дојде на местото на универзална сала и кој што ќе биде конгресен центар, проектот е готов и во текот на јануари ќе биде објавен јавен повик за изведувач на овој проект. Значи, универзална ќе се замени со конгресен центар, нешто што недостасува досега во Скопје, па и во Македонија, би рекол. И четврто, се заврши и проектот за градба на Римскиот театар во Скопје, кој што исто така јануар или февруар треба да биде објавен за изведба. Значи, тоа се 4 капитални објекти кои што ќе бидат градени во текот на следната година. Значи, од јануари ќе почне да се објавува тендер за изведувачи, а некаде на пролет ќе почнат и градбите на овие објекти или најдосна на почетокот на летото. Покрај ова, во моментов интензивно тече градбата на Струмичкиот театар, кој што е реконструкција и реновирање, но всушност е толку големо и длабоко што е како градба на нов театар во Струмица. И уште една работа би споменал, дека на почетокот на следниот месец очекувам да се објави и јавниот повик за идејно решение за изградба на театар за Охрид, во Охрид. Во текот на 2016 година, значи, ќе тече конкурсот за идејно решение, ќе се прави идејното решение, понатаму ќе има конкурс за проект, основен проект, ќе се прави основниот проект и можеби некаде крајот на следната година, на 2016, ќе се направи тендер за изведба, за да во 2017 имаме градба на театар во Охрид, кој што покрај тоа што ќе биде театар, ќе биде и место за ликовни изложби, место за киносала, место кое што може да биде и дом на култура. Значи ќе биде повеќе наменски објект, но основната намера ќе му биде театар.